Скопје е единствениот главен град во Европа што нема пречистителна станица за отпадни води. Фекалиите на над половина милион жители непречистени се влеваат директно во водите на реката Вардар. Здравствените власти редовно го испитуваат квалитетот на водите на Вардар заедно со оние на Треска, Лепенец и Пчиња. Центарот за јавно здравје Скопје ги испитува површинските води на реката Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња. Ние во текот на целата година континуирано ги испитуваме водите, барем еднаш месечно. Тоа значи дека околу 70 примероци имаме мостри за анализа. Со години наназад, резултатите од испитувањата се идентични. Речните води не смеат да се користат за никакви потреби. Овие речни води се впишани во 4-та категорија кај бактериолошката исправност, додека хемиски се впишани меѓу 4-та и 5-та класа. Поради ова, водите на Вардар, Треска, Лепенец и Пчиња се опасни за користење. Значи, скоро сите бунари што се во близината на реките се загадени. Тоа неколку пати го имам повторувано за да апелирам до местното население да ја пијат водата од градскиот или локалниот водовод, а да не експериментираат да пијат вода од бунарите што ги имаат во своите дворови. Ваквата катастрофална состојба со квалитетот на водите на нашите реки ја вбројува земјава во редот на неразвиените африкански земји. Но колку сакаме да станеме членка на ЕУ, нивните директиви се јасни. Испуштање на непречистени отпадни води во реки, езера и подземни води е забрането. За разлика од ЕУ, во Северна Македонија 72,2% од создадените фекалии се влеваат непречистени во нашите подземни и надземни води. Земјава во изминативе 3 години успеа да ја заврши изградбата на пречистителните станици за отпадни води во Прилеп, Кичево, Струмица, Гевгелија и Кочани. Сепак, некои поголеми градови како Скопје, Тетово и Битола немаат изградено вакви инфраструктурни објекти. Владата минатата година ги обезбеди неопходните средства за изградба на Скопската пречистителна станица. Изведбата на објектот ќе чини 136 милиони евра, а ќе почне да се гради на крајот од 2021 година. Најдоцна до 2026 година во Скопската населба Трубарево ќе се пречистуваат отпадните води на над 600.000 жители на Скопје. Откога ќе се заврши, квалитетот на водите на реката Вардар треба да се искачи во 2-та класа. Тогаш би било итекако голем успех за сите нас, затоа што нема Вардар да биде или Лепенец, Пчиња 4-та категорија бактериолошки, него била 2 или 3 и тогаш би дозволиле и капење во реките, и наводнување, и производство на лукче, кромбиче, зелка, пипер и така натаму. Значи тоа е нешто што народот ќе го има тој бенефит. Експертите апелираат до надлежните власти да смогнат сили за што побрза изградба на пречистителната станица за отпадни води во Скопје. Во меѓувреме апелираат за преземање на сериозни мерки во предстојниот период. Да се пронајдат и казнат сите поединци кои со трактори и цистерни испуштаат фекалии директно во реките од празнењето на септичките јами. Секоја општина си има своји комунални инспектори. Меѓутоа, мислам дека многу слабо излегуваат на терен. Не дека не може ние да најдеме ред, да им ставиме ред на овие луѓе што свесно ја загадуваат околината. Значи, потребно да се монтираат камери на оние критични места каде што луѓето го одложуваат шутот што е од овако. Да се постават на неколку места, па денеска техниката е доста развиена и во прво време барем да се опоменат, а потоа да се казнуваат. Моја реченица е секогаш сакам казни. Казни за оние несовесни луѓе што свесно ја загадуваат, тука оправдување нема, затоа што како доктор специјалист по хигиена не можам да толерирам нехигиена, односно луѓето што допринесуваат за загадување на околината. Некои велат дека ајде опомените се корисни и така натаму, меѓутоа нашиот народ се сака казни. И затоа апелирам до комуналните инспектори, значи да се направат трибини, да се направи едукација на местното население, да бидеме ние повикани Центарот за јавно здравје. Докторот Љупчо Костадиновски додава дека треба строго да се контролираат земјоделците што ги користат речните води за поливање на нивните култури, кои потоа како продукти ги продаваат по пазарите. Тој апелира до општинските власти барем еднаш или 2 пати месечно да ги чистат депониите и да се собира отпадот од местното население во селата.
усвари ние може да направиме и десетина пречистителни станици ако свеста на луѓето е на денешно ниво. Значи, свесно да се загадува околината, свесно да се празнат септичките јами, да се фрла шутот и така. Со тоа не можам да, како доктор, не можам да дозволам такво нешто, таква некоја хаварија.